Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за следните 70 на минути. Дуи ја критикува општина Тетово дека нема нови проекти. Билјалка Сами вели дека се намалени долговите за 4 милиони евра. Во Домот на културата Драги Тозија по повод празникот Иванден и оваа година се организира традиционалното изработување на кукли облечени во традиционална облека. По последното невреме во Полошко од Националниот парк Шапланина предупредуваат: наносите се блага опомена од природата дека се потребни промени. За честите критики на тетовскиот градоначалник Билјалка Сами дека МВР не соработува со општина Тетово, министерот Спасовски вели дека МВР е на располагање за соработка со општината. Налей, 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 ме анџике, налей, 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 од руиното вино. Налей, 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 од руиното вино. И ние сме деца на мајката земја, на мајката земја, на Македонија. И ние имаме право да живееме. Слобода немавме, правдини никакви, кога ги баравме, затвор се најдовме. Кога ги баравме, затвор се најдовме.
За честите критики на тетовскиот градоначалник Билјалка Сами дека Министерството за внатрешни работи не соработува со општина Тетово, министерот Спасовски на новинарско прашање на оваа тема посочи дека Министерството и секторот за внатрешни работи им стојат на располагање на тетовските локални власти. Вели дека тоа секој ден се прави и полицијата и општината соработуваат во 2 смени од пајак службата. Дали може да се подобри? Сигурно може да се подобри и комуникацијата и соработката, да се предложат мерки, нови сообраќајни решенија кои се во надлежност на општината, да се исцрта хоризонтална сигнализација, да се постават нови вертикални сигнализации, да се постават нови паркинг места. Ние сите тие работи ќе ги поддржиме од стручен аспект, а тоа е најважно за граѓаните. Ние сме спремни за соработка. Ова е институција која не води политика, туку се грижи за безбедноста, рече Спасовски. Министерот порача дека секоја институција треба да си ги знае своите надлежности. Утврдувањето на сообраќајниот режим во општина Тетово го носи општината. Министерството за внатрешни работи дава согласност на сообраќајните елаборати кои ги прават проектантските бироа. Ние стоиме на располагање да седнат службите од секторот за внатрешни работи заедно со општината, да ги видат кои се тие барања кои што можеби има и проблематични, кои што треба да бидат отстранети. Меѓутоа, во интерес на граѓаните ќе направиме се што е можно за повеќе проекти. Дај Боже да имаме што е можно повеќе барања за нови паркинг места. Дај Боже да ни се обележени сите пешачки премини, да се ставаат знаци, да имаме семафори. Сето тоа е во надлежност на општината, а ние сме тука тоа да го поддржиме. Јас ја изразувам таа волја, а тука се и началниците, во секој еден поглед тоа ќе го направиме, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој беше во Тетово во рамките на кампањата Отворен кабинет. Еге наш македонски солзи пролеа, од ради топли мајчински, дечиња се отина, по свето се распрска, детски игри оставија. Каде сте, македончиња? Далекуе детството, в детство минато, спомен тажен остана за родна куќа такова. Зборот плачен мајчински, мајка не заборавајте. Каде сте, македончиња? Каде
mila Makedonija. Rade se Makedončinja, rade se tajno ti dovte. Žalno plače majka Egejska, za vas plače Makedonija. Rade se Makedončinja, rade se tajno ti dovte. Žalno plače majka Egejska, za vas plače Makedonija. Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Zašto mi se srdiš lipe, srdiš me do
Rana konja imam do tri druma samo ti se srdam zasnoš na samo ti se srdam zasnoš na Во продолжение да проследиме и две вести од општина Ресен. Во Домот на културата Драги Тозија по повод празникот Иванден и оваа година се организира традиционалното изработување на кукли облечени во традиционална облека. Куклите беа изработени од голем број на деца и нивните родители и не навратија на обичајот на облекување на локалното население во Преспа. На сите учесници за нивните изработки од општина Ресен им беа доделени благодарници и награди. Прославата на празникот Иванден, посветен на раѓањето на Свети Јован Крстител, е од големо значење за Ресен и Преспа, затоа што е еден од поголемите празници кои традиционално и со векови се прославуваат. Започна отварањето на 21-то издание на фестивалот Актерот на Европа во Ресен. Како и секоја година, отворањето беше во духот на доделувањето на признанијата за најдобрите актери. Се додели признанието Клучевите на Преспа, кое оваа година го доби ресенчанецот Ласко Ѓуровски. Големата повелба Балканот срцето на Европа им припадна на Бен Андони од Албанија, Зоран Пејковски од Македонија и Аргирис Гагинис од Грција. Годинешната награда Актер на Европа ја понесе актерката од Унгарија Енико Есењи. Целиот настан беше збогатен со традиционален музички настап на трите јазици на Езерото во изведба на Елена Христова и Владимир Стојчевски. И во наредните 5 дена во дворот на Сарајот, Домот на културата Драги Тозија, ќе има богата театарска програма, објави на својот Facebook профил градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски. Tino mori moš me
Советот на општина Тетово одржа седница за советнички прашања на која се разви дебата околу долгот на локалната самоуправа и тетовските јавни предпријатија. Советниците поставија голем број прашања поврзани со инфраструктурни проблеми. Од советничката група на ДУИ ја критикуваа работата на општината и посочија дека нема развој. Сметаме дека речиси 2 години градоначалникот на општината не само што не ги исполнил дадените ветувања, но полошо од тоа ја претворил општината во штаб на движењето Беса, полнејќи ја со партиски милитанти. Општина Тетово денес е на последната листа во регионот за транспарентност. Капиталните инвестиции се нула, а обидите на градоначалникот на општината да се извлече од ситуација со проектите кои ги најде готови од претходното раководство се јасен доказ дека за овие 2 години нема ниту визија, ниту намера да го гради Тетово, туку напротив со своите непотистички и коруптивни постапки да го трансформира Тетово во финансиски извор на различни интереси блиски до движењето Беса, изјави Лиридон Диша од советничката група на ДУИ. Градоначалникот на Тетово пак Билјал Касами изјави дека обвинувањата не се издржани, бидејќи доаѓаат од политичка партија и луѓе кои ја оставиле општината во оваа неповолна ситуација. Управата за јавни приходи најмалку 20 години ги трпи претходните градоначалници, директорите на предпријатието, да го намалат тој долг кон управата за јавни приходи. Кога дојдовме ние, нас не блокираат за долг кој е создаден претходно. Ниту еден цент не е создаден сега како нов долг кон управата за јавни приходи, затоа што се наплаќа од нивна страна. Ние не сме виновни, самата управа е виновна што дозволила да се создаде долг во јавното комунално предпријатие што не може да го плати. Во ситуација кога ни прават пречки, не критикуваат дека не работиме ништо, но во спротивно, граѓаните се свесни дека Тетово стана градилиште, се градат булевари, патишта, канализациони мрежи, студија за водоводна мрежа, изјави Касами. Според него, долгот на општина Тетово од 24 милиони евра е намален на 20 милиони, иако е со блокирана сметка. Ludi mladi
Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Ой, природо, вечна убавице, ти создаде се на овој свет. Ти создаде љубов и омраза, среќа, радост на овој свет. Ти создаде љубов и омраза, среќа, радост на овој свет. Јас не сакам големи богатства, ниту сакам царски палати. Јас и сакам сламена колиба и во неја сладко да спијам. Јас и сакам сламена колиба и во неја сладко да спијам.
Од јавната установа Национален парк Шарпланина во соопштение до јавноста посочуваат дека наносите на кал, земја и камења кои се спуштија од шара во силното невреме се само блага опомена дека недоволно ја разбираме сериозноста дека ни се неопходни промени. Велат дека според мапата на ризици од поплави во Полошкиот регион, специфичната геологија на теренот, наклонот и силните невремиња проследени со обилен дожд и ветер, како и врнежи ги прават планинските села и урбаните делови во подножјето на Шарпланина меѓу најранливите во Македонија. Шумските комплекси имаат значајна заштитна функција, прекумерното и неодржливо искористување на шумите во минатото довело до големи површини на нискостеблести шуми и шуми со различни форми на деградација. Токму затоа со секоја сеча на огревно дрво е потребна дозвола од јавната установа Национален парк Шарпланина. Режимот на движење на моторни возила е исто така воспоставен за да се намалат илегалните активности, ерозивните процеси и загадувањето на водите, велат од Националниот парк Шарпланина. Во изминатите месеци на територијата на Националниот парк се евидентирани скоро 800 градби вон населените места, а на територија на општина Теарце 115. Урбанизацијата ја нарушува рамнотежата на почвата, што доведува до ерозија, зголемување на истекувањето под дождот и доведува до поплавување. Непланската и несоодветна урбанизација доведува до зголемување на населението кое е изложено на поројни дождови. Дополнително, некои населени места се директно изложени на штети и опасности предизвикани од паѓање на карпи и лизгање на земјиштето. Голем дел од идентификуваните градби се исто така објекти на малите хидроцентрали. Сите тие се наоѓаат во поројните водотеци, а немањето на соодветни пропусти, намалувањето на профилот и протокот на реките влијае негативно во стекот на реката и представува трајна опасност за излевање и поплавување. Токму затоа јавната установа Национален парк Шарпланина цврсто стои на своите ставови дека на територијата на Националниот парк малите хидроелектрани не се добре дојдени, посочуваат стручните лица од оваа институција. Од установата повикуваат сите општини во Полошкиот регион, граѓани и други релевантни институции да ги почитуваат законите за да бидат заштитени од катастрофи. Ljubев ja se jedno ludo mlado, ono mi beže nesvršeno. 9 godini na srce leži, rana na srce mi ostavi. Mnogo je teško, verno da ljubiš, verno da ljubiš 9 godini. Mnogo je teško, verno da ljubiš, da ga na srce mi ostavi. Наша та любов не беше верна, ниту пак беше права вистина. Јас да те љубам, друг да те има, каде и што сум не се знајам јас. Многу е тешко, верно да лjubiš, verno da ljubiš 9 godini. Mnogo je teško, verno da ljubiš, da ga na srce mi ostavi.
Аз умрам, ти се молам, ти да ми дойдеш на гробот мој, сулзите рониш и да ме жалиш, зарад љубов што си имавме. Многу е тешко, верно да љубиш, верно да љубиш 9 години. Многу е тешко, верно да љубиш, тага на срце ме остави. Хармоника и гитара, дајте една песна стара, се дозори да се пее. Па да дојде друштво старо, да налее чаши вино, љубов да се разлее. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша весела, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме. Згодни македонки моми да заиграт, да запеат, душа да развеселат. Срце сака да е живо, само така му е фино, спомени да живеа. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша е највесела, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина, тука ние се
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. И за крајот на ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио, една вест од културата која ни доаѓа од Битола. Камерниот оркестар на Битола во Центарот за култура со посебна свеченост ја обележа 10 годишнината од возобновувањето на оркестарот. Камерниот оркестар кој постои повеќе од 4 децении на почетокот бил воден од професорите Кирил Петков и Зоран Маневски и бил составен од музичари, ентузијасти кои што ја негувале љубовта кон музиката и успеале да го формираат оркестарот, кој што полека, развивајќи се низ децениите, денес е веќе многу добро познат бенд низ целиот Балкан. По неколку години пауза во 2013 година се роди идеја за возобновување, популаризација и доближување на оркестарот до пошироката публика, која се реализира од диригентот, виолинист и аранжер Владимир Димовски и виолинистот и професор во Средното музичко училиште во Битола Никола Трајковски. На 4 јули 2013 година, Камерниот оркестар на Битола го одржа својот прв концерт за Моја Битола во пациото на Музеот на Битола, на кој што се изведува најубавите староградски битолски песни, а гости беа повеќе македонски изведувачи. Од минатата недела Камерниот оркестар и официјално почнува да функционира како национална институција. Градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски им ги честиташе големите успеси на членовите на Камерниот оркестар и им се заблагодари за досегашната соработка. На настанот беа доделени плакети и благодарници на сите досегашни поддржувачи, пошто присутните имаа можност да уживаат во звуците на Камерниот оркестар со сплет од 3 песни од Битола во аранжман на Владимир Димовски. И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, да ја проследиме приказната за Петар Пан. Ви посакувам убав ден. Во една мирна лондонска улица си живееше фамилијата Дарлинг. Таткото и мајката Дарлинг имаат 3 весели дечиња: Венди, Мајкл и Џон. Со нив живееше и еден бернардинец, детската дадилка Нана. За Нана и за децата најубав дел од денот беше времето пред спиење. Тогаш сите заедно се собираа во детската соба, а Венди кажуваше прекрасни приказни за Петар Пан. Петар Пан беше дете кое на својот 7-ми роден ден решило повеќе да не расте. Тој живееше во земјата Недоидија, полна со индијанци, сирени,
самовили, но и со лоши гусари. Затоа, Џон и Мајкл во своите игри најмногу сакаат да ги играат убавите и опасни двобои помеѓу Петар Пан и неговиот вечен непријател гусарот капетан Кук. Но таткото Дарлинг не ги сакаше овие игри. Тој сметаше дека за тоа е крива Венди со своите приказни за Петар Пан. Време е Венди да порасне, велеше тој. Ова ти е последна вечер во детската соба, драга Венди. Таја ноќ, децата беа многу возбудени поради тоа. Кога Венди нема да спие во детската соба, веќе нема да има ни приказни за Петар Пан, а да биде уште полошо. Таткото Дарлинг се налути и на Нана и одлучи дека децата се доволно големи за да спијат сами. Таја ноќ, мајката и таткото Дарлинг излегоја и ги оставија децата во своите постели, а Нана беше врзана во градината како чувар. Доцна во ноќта дојде Петар Пан. Долета потполно невидлив од земјата не дојдија. Само скришум за да ги слуша приказните на Венди. Но Нана го осети и ау, му ја одгриза сенката. Сенката на Петар Пан сета уплашена, се протна низ прозорецот од детската соба и се сокри под еден од креветите. Петар Пан, заедно со Звончица, нечујно влегоја во детската соба, додека децата мирно спиеја и се обидуваа да ја најдат изгубената сенка. Во тој миг, Венди ги отвори очите и не можеше да верува во тоа што го гледаше. Петар Пан стоеше пред неа и со прстот на устата ѝ покажуваше да молчи. Околу неговата глава дзунеше Звончица, сета збунета од настанот. Петар Пан, деца! Петар Пан! Не можеше да додржи Венди и веднаш ги разбуди Џон и Мајкл. По неколку мига збунетост, Петар им стана голем пријател и кога разбра дека Венди ќе мора да си оди од детската соба, тој веќе смисли план. Ќе те земам во земјата не дојдија да им кажуваш приказни на моите изгубени деца, рече Петар Пан, додека Венди повторно му ја зашивуваше сенката. Венди беше одушевена, но прифати да оди само ако дојдат и Мајкл и Џон. Тогаш Петар Пан мораше сите да ги научи да летаат, со помош на собствените среќни мисли и со помош на самовилската прашина на Звончицата. Веднаш потоа, сите заедно полетаа низ прозорот од детската соба право кон земјата не дојдија, додека Нана во градината забрефтано лаеше. За тоа време, во недојдија на пиратскиот брод, капетанот Кук, како и обично, го колнеше Петар Пан, затоа што Петар еднаш одамна во отворена борба му ја одсекол раката на гусарскиот капетан, така што овој наместо рака сега имаше кука. Одсечената рака Петар ја фрлил на крокодилот, кому таа многу му се допадна. Од тогаш крокодилот постојано се врткаше околу бродот, надевајки се дека еден ден ќе го изеде и целиот капетан. За среќа на гусарот, крокодилот голтнал еден часовник кој постојано тика така и кога и да се приближил, тој звук го поменувал капетанот Кук. Додека капетанот Кук така го колнеше својот млад пријател, се слушна извик од јарболот на бродот. Петар Пан на видик! Што? Каде? Викна Кук, шетајки со дурбинот по небото. И тогаш го здогледа Петар и децата како се одмараат на еден облак. Жими очите, тоа е навистина Петар Пан, викна Кук. Сите на палуба, спремете ги топовите, најпосле ќе го фатиме. Ох, Петре,
Земјата не дојдија е онаква каква што ја замислував дека ќе биде. Залив, сирени и се останато. Зборуваше Венди, додека дум! Првото топовско ѓуле од гусарскиот брод профучи под нивните нозе. Внимавајте, викна Петар Пан. Звончице, однеси ја Венди со децата на островот, а јас ќе останам овде да го привлекувам вниманието на капетанот Кук. Самовилата Звончица полета најбрзо што можеше. Со своето палаво срце се надеваше дека децата нема да можат така брзо да летаат и дека ќе се изгубат. Но и беше љубоморна на Венди, затоа што сметаше дека таја му го освои срцето на Петар Пан. Леташе право низ џунглата. Скршна покрај едно старо и сушено дрво, слета на една отровна печурка, одскокна на сјајниот лист и шкрип ја отвори тајната врата во чворот на шупливото дрво. Бзз, 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 Звончица се слизна низ тунелот и застана на дното во една подземна одаја која беше тајната куќа на Петар Пан. Цин-цин, цин-цин, цин-цин звонеше таја, летајки од еден крај на друг. Сакаше да ги разбуди изгубените деца, кои така заспани изгледаа како крзнени топки. Најпосле тие почнаа да се будат и почнаа да мрморат. Што? Петар Пан ни порачува да ја собориме страшната птица Венди? Води не таму! Извикаа брзајки надвор. Кога се појави Венди со Мајкл и Џон, кои беа изморени од летот, изгубените деца веднаш почнаа да ги удираат со камења и стапови. Тогаш Венди почна да паѓа, затоа што сите нејзини среќни мисли исчезнаа, а без нив не може да се лета. Ура! Ја соборивме птицата Венди! Викна изгубените деца. Ура! Ја соборивме! А Венди паѓаше ли паѓаше. Но во тој миг пристигна Петар Пан и успеа да ја фати. Кога виде дека децата се обиделе да ја соборат Венди, Петар налутено извика: Јас, Петар Пан, ја доведов Венди на сите да ни биде мајка и да ни раскажува приказна. А вие? Затоа сега вие, деца, земете ги Џон и Мајкл и одете заедно да ловите индијанци, а јас и Венди ќе одиме да ги видиме сирените. Така Петар и Венди одлетаа, а децата одмаршираа во шумата. Насекаде околу нив имаше диви животни. Но затоа, што децата не се плашеа, ниедно не ги нападна додека минуваа низ шумата. Прво, ќе ги опколиме индијанците, одлучи Џон, а потоа ќе ги изненадиме. Планот на Џон беше одличен, но него го користеа индијанците. Тие се маскираа како дрвја и полека ги опколија децата и први ги изненадија. Брзо ги врзаа децата и едно по едно ги однесоа во своето село. Немојте да се грижите, индијанците се наши пријатели, велеа изгубените деца, но поглаварот изгледаше многу строго. Во меѓувреме, Венди и Петар на другата страна од островот ги посетија сирените. Додека разговараа со прекрасните сирени, Петар Пан одеднаш се стаписа. Пст! Во близина поминуваше чамец од гусарскиот брод. Во него беше капетанот Кук и гусарскиот готвач Сми. Тие врзале за јаже принцезата Тигровиот Лилјан, ќерката на индијанскиот поглавар. Ќе ја натераме да прозбори, се смееше капетанот Кук. Ако не ни каже каде живее Петар Пан, ќе ја врземе за карпата на смртта каде што ќе ја разнесат брановите. Принцезата беше многу горда и храбра и беше решена да не прозбори ни еден единствен збор. Петар и Венди, пратејки ги, долетаа на карпата на смртта.
Петар Пан се обиде имитирајќи го гласот на капетан Кук да го збуни готвачот Сми и да ја ослободи принцезата. Но капетанот Кук го откри и тогаш започна возбудлив двобој на карпата на која тигровиот Лилјан седеше врзана, додека брановите се качуваа дури до незината глава. Додека Петар Пан водеше двобој со капетан Кук, Венди успеа да ја ослободи принцезата и сите заедно одлета во индијанското село. Кога поглаварот разбра што се случило, веднаш ги ослободи сите затвореници. Изгубените деца, Џон и Мајкл, повторно беа на слобода. Потоа следеше голема веселба. Сите деца, играјки, ги научија индијанските игри и песни, а Петар Пан стана почесен поглавар. Само Венди не се забавуваше. Таа веќе мислеше на својот дом. Но додека индијанската веселба беше во најголем ек, гусарот Сми успеа незабележан да дојде до грмушките. Тој со својата капа ја фати Звончица и ја одведе на гусарскиот брод. О, господица Звончица, рече Кук со мил глас. Слушнав како Петар Пан се однесува со вас, откако дојде она Венди. Колку би било убаво кога би можеле да ја грабнеме и да ја донесеме на бродов за да ја чисти палубата и да готви за гусарите. Звон! Звон! Звончица среќно задзвони на таа помисла. Но за жал, ние не знаеме каде е тајната куќа на Петар Пан и не можеме да ве ослободиме од Венди. А ветувате ли дека на Петар Пан ништо нема да му сторите? Запраша со звонлив глас. Секако дека нема, вети Кук. Тогаш таа на картата на земјата не дојдија и ми ја покажа патеката до скриеното засолниште на Петар Пан. Благодарам, драга моја, рече лошиот капетан Кук, ја заклучи во кафес и отиде да го фати Петар Пан. Таја ноќ, во подземната куќа, Венди ги стави децата во постела и почна да им раскажува за нивната куќа и за нивната мајка. Децата почнаа да копнеат за дома и посакаа веднаш да се вратат. Иако Петар Пан се противеше, Венди, Џон и Мајкл решија да се вратат дома. Венди ги повика сите изгубени деца да им се придружат и за секогаш да живеат со фамилијата Дарлинг. Изгубените деца, понесени од приказната за куќата и мајката Дарлинг, се сложија. Само Петар не сакаше да појде со нив. Тој се сврте на другата страна кога Венди и децата му рекоа збогу и низ тунелот се качија на дрвото. Но во шумата во заседа чекаше капетан Кук со своите гусари. Како издегуваа децата, така гусарите еден по еден ги заробуваа. Последна излезе Венди, ја врзаа и нејзе и заедно со останатите деца ја однесоа на гусарскиот брод. Проклетство, мрмореше Кук. Повторно го нема Петар Пан. Но знам што ќе направам. Гусарите оставија една страшна бомба завиткана како подарок од Венди за Петар Пан. Се надеваа дека Петар Пан брзо ќе го најде подарокот бомба и така за секогаш ќе исчезне од земјата недоидија. Кога Звончица ги виде заробените деца и падна многу тешко бидејќи знаеше дека самата е крива за тоа. Користејќи ја мешаницата, таја успеа да побегне и веднаш отлета да го побара Петар Пан. Гусарите ги собраа децата и им дадоа да одберат или да станат гусари, како нив, или да скокнат во морето. На децата повеќе им се допаѓаше да станат гусари и тие тоа и го одбраа. Само Венди одбиваше. Никогаш! Викна таја. Многу добро, рече Кук. Тогаш ти прва ќе скокнеш во морето, драга моја. И ја натера
да се качи на палубата од која требаше да скокне во морето. Венди набргу стигна до крајот на палубата и скокна во морето. Настана тишина и сите чекаа да слушнат како таа ќе падне во морето, но ништо не се слушна. Одеднаш одекна познатата весела свирка. Тоа беше Петар Пан, кој стоеше високо на јарболот и Звончица успеала навребе да му јави, а тој во последен миг долета да ја спаси Венди. Овој пат капетану Кук претера, извика Петар Пан. Се спушти од високиот јарбол, спремен за двобој. Тогаш започна страшен двобој. Додека тие се бореа, Звончица ги ослободи врзаните деца. Ослободените деца почнаа да се борат со гусарите и еден по еден ги натераа да скокаат во морето. Тогаш Петар Пан успеа да го исфрли мечот на капетан Кук во морето, а капетанот Кук веднаш скокна по својот меч, но во морето го чекаше гладниот крокодил кој почна да го брка. Петар Пан ја превзеде командата над гусарскиот брод. Подигнете ги едрата, подигнете го сидрото, пловиме за Лондон, извика тој. Мајкал, Џон, весело викаше Венди, одиме дома, дома! И така, со помош на среќните мисли и самовилската прашина, гусарскиот брод полета. Леташе низ воздухот, се додека не стигна до прозорецот од детската соба во куќата на фамилијата Дарлинг. Кога стигна, изгубените деца решија да останат заедно со Петар Пан. Така Венди, Мајкал и Џон се поздравија со своите пријатели, а бродот на Петар Пан отплови низ воздухот, носејќи ги изгубените деца дома во земјата Недоидија, каде живеат и ден денес. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.